Ракометниот клуб Алкалоид денеска ќе испише нова страница во својата клубска историја. Со вечерашниот надпревар против српскиот прволигаш Војводина, македонскиот ракометен вице-шампион, екипата на Алкалоид, вечерва во спортскиот центар Јане Сандански ќе го има дебито на европската сцена во Лигата на Европа. И покрај големата конкуренција во групата F, во која ќе се надпреварува тимот на фармацевтите. Тренерот на скопскиот клуб Кирил Лазаров вели дека ова ќе биде голема шанса за докажување на нашите млади македонски ракометари. Прошлата година од нашето постоење успеевме да избориме, да направиме историски успехи, да се пласираме од втората година на нашето постоење во пласман во Лигата на Европа. Второ, по квалитет надпреварување во Европа, после Лигата на шампионите, и тоа за нас значи многу, затоа што нашата екипа лани беше составена само од македонски играчи. Ова година имаме двајца интернационалци кои што би требало да допринесат со нивното искуство, да пробаме да бидеме компетитивни во ова надпреварување кое што е рамо до рамо, можам да кажам по квалитет, слично, ако не исто со Лигата на шампионите. Има екипи кои што настапувале во минатите години многу пати во Лигата на шампионите, и тоа за нас е голем предизвик и едно искуство повише, поготово за нашите млади играчи македонци. И јас се надевам дека достојно ќе се презентираме, ќе пробаме да бидеме компетитивни, ќе пробаме да го дадеме нашиот максимум. Во овој момент нашата група не е ни малку лесна, не е ни малку наивна. Тука ги имаме утрешниот наш противник Војводина, минатогодишниот победник во еден од европските купови, третото поред по квалитет европско надпреварување после Лигата шампионите и Лигата на Европа. Тие беа победници и сами знаете, за да се победи во било кој европски куп, колку треба да бидете квалитетни, а тие се дополнително засилени оваа година со уште двајца туниски репрезентативци, еден српски репрезентативач Воркапич, десно крило, еден од нивните подобри играчи, кој што настапуваше во Франција во нивниот клуб Иври, тука и Сунајко, тоа е унгарски интернационалец, можам да кажам и репрезентативец, и заедно со белорускиот репрезентативец Пуховски, Милан Милич, кој што беше мој колега во Нант, тука е и словенецот Соцвирк, така да доста доволно играчи наброј, со каков противник ние утре треба да ги одмериме силите. Од нашата група се уште данскиот представник Силкеборг и шпанскиот La Rioja Логронјо, екипи кои што имаат веќе и традиција и големо искуство во големите европски надпреварувања, екипи кои што доаѓаат од земји кои што сме ние сведоци, кои што секој јануар играат и се борат за медали, тоест играат финалиња, Данска и Шпанија. Така да македонската публика, македонската јавност и македонските љубители на ракометот ќе имаат представа во овие месец и пол дена да уживаат со овие надпревари, а ние, јас како тренер, моите играчи, нашиот клуб, да пробаме да ги оправдаме очекувањата, а тоа е да го дадеме нашиот максимум. Капитенот на Алкалоид Игор Ѓорѓиев вели дека играчите се подготвени и мотивирани за стартот на европската авантура. Ние како млада екипа, кој по успехот лански во македонското првенство, што довршивме како вице-шампиони, сега ни следува нов голем предизвик, тоа е Лигата на Европа, која тамо за противник го имаме екипата на РК Војводина, кој е актуелен првак на Србија и создадена од квалитетни играчи, квалитетен ростер. Јас како капитен на екипата можам да кажам дека сме спремни и дека играчите се мотивирани и желни за докажување. Ова за нас ќе биде едно големо искуство. Ние се спремаме, ја посакуваме победата.
Најдобриот македонски ракометар, сега селектор на нашата репрезентација и предводник на Алкалоид, најави максимална битка во групата која навистина е тешка и составена од тимови со квалитетни имиња. Лазаров на располагање ќе има млади сили. Алкалоид потпиша 2 странски засилувања, Ромеро и Бинго. Покрај нив двајца тој ќе се потпре на искуството на Трајковски и Марковски и останатите млади ракометари кои се под 25 годишна возраст.